Технички и организацијски мерки кои треба да ги преземете при обработка на личните податоци. Во вашата канцеларија, вашето биро, секогаш треба да е чисто, а документите кога не работите, треба да ги чувате заклучени во орман. Не оставајте ги незаштитени документите кои содржат лични податоци во канцеларијата или на вашето биро. Секогаш заклучувајте ја канцеларијата кога излегувате. Доколку не сте во канцеларија подолго од 15 минути, компјутерот треба автоматски да ви се заклучи. Не дозволувајте неовластено лице да го користи вашиот компјутер. Доколку е потребно да го делите компјутерот со друг колега, користете различни кориснички профили и посебни лозинки. Кога работите, не отворејте и не препраќајте сомнителни имејл пораки. При секое вклучување на USB медиум, направете автоматско скенирање за вирус. Личните податоци, содржани на преносните уреди и датотеки, секогаш треба да бидат заштитени со лозинка. На овој начин, дури и кога ќе го изгубите уредот, ќе му отежнете на оној кој сака да провали и да ги украде податоците. Покрај поврзување со корисничкото име и лозинка, можете да користите и код за дополнителна верификација преку имејл или телефон. Исклучете го компјутерот кога си одите од канцеларија. Пријавете ги инцидентите и сите сомнителни активности на одговорните во IT. Колку побрзо ги информирате одговорните во IT, толку побрзо ќе може да преземат активности во врска со пријавата. Проверете пред да испратите имејл пораката, дали е адресирана до вистинската личност. Доколку ви се случува честопати да го сгрешите примачот, деактивирајте опцијата за автоматско пополнување File, Options, Mail, Send Messages. Активирајте опцијата за автоматско ажурирање на сите уреди. Заштита на податоци на сигурно место. Не откривајте доверливи информации за компанијата, како на пример лични податоци за вработените, клиентите и слично. Ограничете го пристапот до посебните категории на личните податоци, податоци за вашето здравје, сексуалната определба, биометриски податоци, политичко или верско уверување. Не инсталирајте неавторизирани програми и апликации на вашиот компјутер. Софтверите и документите кои не ги користите, избришете ги. Секогаш ништете ги документите со лични податоци на машина за сецкање, шредер, или на друг начин со кој ќе се оневозможи враќање на податоците. Безбедност на комуникацијските мрежи. Проверете дали на интернет адресата на која се вклучувате е поставен сигурносен протокол HTTPS помеѓу пребарувачот и веб страницата која ја посетувате. Исклучете ги сите можности за автоматско вклучување или барање на мрежа. Кога ќе завршите со користењето на мрежата, одјавете се. Личните податоци кои се пренесуваат преку комуникацијска мрежа, веб страница, имејл и слично, треба да бидат заштитени, криптирани. За да пристапите до посебни категории на лични податоци, не користете компјутери кои не се заштитени. Податоците до кои би пристапиле ќе бидат изложени на ризик. Секогаш бришете ги сомнителните имејл пораки и линкови. Креирање лозинка. Лозинката треба да содржи минимум 8 карактери, и тоа големи букви, од А до З или од А до Ш, мали букви, од А до З или од А до Ш, броеви, од 0 до 9, специјални знаци, ед, тараба, долар, горни знак, процент, звездичка. Избегнувајте лозинки како што се 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY, админ. Ваквите лозинки можат да бидат пробиени за помалку од секунда. Не споделувајте ја вашата лозинка со никого. Менувајте ја лозинката најмалку на 3 месеци и избегнувајте да користите исто сигурносно прашање за различни цели. Не користете ја истата лозинка секаде. Користете различни лозинки за влез во компјутерот, за имејл, за електронско банкарство, за социјалните медиуми и слично. Внимавајте да нема никој во близина кога ја внесувате лозинката. Не запишувајте ја лозинката на видливо место. При креирањето на лозинката може да ви помогне реченица која има логичка смисла, фраза која е лесна за паметење, реченица од филм или наслов, стих од песна и друго. Например, јас читам книги. Потоа, одвојте ги буквите кои може да ги замените со броеви или знаци, па доколку А ја замените со ет, буквата С, која латинично личи на знакот долар, потоа И би можеле да ја замените со извичник, и секој збор да започнува со голема буква, вие сте добиле доволно сложена лозинка. Јас читам книги. Или пак да се искористи омилената песна и вашите години. Например, I will always love you. Дел за IT администраторите. Инсталирајте, ажурирајте и одржувајте антивирус, антиспyware и антиспам програми.
Редовно правете сигурносна копија на сите документи кои содржат лични податоци и на целокупниот систем на кој се обработуваат лични податоци. Оневозможете го пристапот на неовластени лица до системот на кој се обработуваат лични податоци. Оневозможете го неовластеното читање, копирање, промена или отстранување на медиумите каде што се чуваат и обработуваат лични податоци. Спречете го неовластеното користење и инсталирање на преносливи медиуми, како и неовластено откривање, менување или бришење на зачуваните лични податоци. Осигурете се дека само овластените лица имаат пристап до личните податоци согласно работните задачи. Поставете го системот така што во секое време можете да проверите чии лични податоци се обработуваат, од кога се обработуваат и кој ги обработува, попознато како логови. Доколку сметате дека ви е повредено правото на заштита на личните податоци, обратете се и во Дирекцијата за заштита на личните податоци.